Од кога не сте се смееле ко луѓе, со срце, душа и стомак? Па дојдете да се смееме до солзи и на глас. На Скопје стендап комеди фестивал во МКЦ од 1 до 4 јуни. Дотерајте се и измите запчиња и дојдете на луда стендап журка. Побрзајте, билети има на касата на МКЦ и онлайн на билети.mkc.mk. На едно место комичари од целиот Балкан со стендап комедија на македонски, англиски и српски јазик. Покровители Glej.mk и градот Скопје. Кој најсладко се смее? Нормално на стендап се смее. Мразете се, македонци. Мразете се од дното на душата. Мразете се, комити и чкембари. Навредувајте се, пцујте си ги мајките и сестрите. Поганете ја устата со мајката македонска. Мразете се, македонци. Мразете се, православни и муслимани македонци. Мразете се, леваци и дешњаци. Мразете се, шарени и небањати. Мразете се, криминалци и честни. Само мразете се онака длабоко. Од длабината на вашата душа. Македонското мото не е на соседо да му цркне кравата. Македонското мото е соседо да цркне, да дај Господ со се цела фамилија, да го снема. А ние потоа да му ја грабнеме и кравата, и козата, и бентлито, куќата со базенот, жената, ако е згодно. Затоа, мразете се, македонци. Мразете се, предавници и патриоти. И кога се мразите меѓу себе, мразете и Македонија. И македонството мразете го. И македонштината, и македонецот, и македончето. Се мразите колку што може посилно да се мрази. Море најсилно да мразите. И напишете го тоа. Демек сте многу либерални, демократи, многу јаки на карактер. Мразете се во парламентот, на улица, мразете се во банка, во продавница, на утакмица, мразете се дома и во странство. И не заборавајте да се навредувате со најпогрдни зборови. Мразете се домашни диаспора, мразете се затоа што едните не сте украле доволно од Македонија, а мразете ги другите затоа што украле премногу. Мразете се 24/7 и претворете ја вашата омраза во гнев, жолч и крв и лошотилак нанесен од македонец на македонец. Само тоа е говор кој го разбираме од А до Ш. Тоа е нашата азбука, нашата глаголица, тоа е нашиот фонд на пишување, тоа е нашиот лозунг по кој се препознаваме, се вика омраза на македонец кон македонец. Или, како што беше кажано во Смртта на младичот, познатиот роман и филмот, македонец уби македонец за Македонија. А и зошто да се сакате? Мислам, сакањето ви е луксус, луѓе, мислам, тај само будали сакаат. Баш кај другите ве сакаат, ве обожаваат. Ве сакаат бугарите, грците, албанците, многу ве сакаат, и србите ве сакаат, ама многу. Па колку ве сакаат американците, па то чудено, и германците, луди се по вас. Французите, жетен воле во куша, квафе квас сот се суа. Епте ве сакаат. Олала! Сите ве сакаат, пардон. Не сакаат толку многу што не осакатија. Сакат и одиме како оние 14.000 на Самуил ослепени инвалиди во име и презиме, во тело и душа, во мозок и срце. Сите не сакаат, да. Ама не сакаат за себе. А ние не се сакаме за ништо. Ние сме најпаметните кои се движат на перпетум мобиле. Душевно гориво за веки веков, а тоа е омразата кон ближниот свој, кон македонецот. Мразите се. И ке се домразите еден ден. И ке се премразите. Ке ви се огади мразењето. Ке се осквернавите од мразење и осакатите. Ке се убиете во битта на постоењето. Македонци мои, мразачи мои, лесно е да мразиш, зашто се мразиме меѓу себе, тешко е да сакаш.
Затоа треба да се помачиш, да вложиш труд, да се посветиш, да се дадеш себе си. Од друга страна, ако се сакавме, па си велам, кај ке ни беше крајот? И понатака од Индија. Може, кинескиот зид ке се викаше македонци, зашто македонци ке го градеа? Ама мразата, таа е нашата формула за самоуништување. Мрази го македонецот како ти да не си тој. Разбирате? Тоа е она есенцијалната формула за омраза. Епа, од мене толку. Продолжете ви да се мразите, немој случајно да изгубите некој ден во немразење или не дај Боже во сакање. Еден ден се надевам дека ќе ви дојде умот од газот во главата. Само да не биде доцна. Тоа ме плаши. Понудено од банкротираната влада. Ако СОН го прифати и го прекина штрајкот преку ноќ, тогаш во чие име го прифатил, прашањето е сега. Во чие име го откажа она што требаше да биде голем првомајски бунт на даскалите на 4 мај? Првомајски протест на 4 мај. Абе ова у старт ми беше некако сомнително. И знаев дека синдикатот спрема некоја дубара или дека она што го подготвува нема баш да излезе така како што го планирал. Не треба да си многу паметен да го знаеш тоа. Овде од секогаш синдикатите биле алатка во рацете на власта за обезбедување на социјален мир. Затоа имам порака до даскалите. Со стопирањето на штрајкот од страна на синдикатот без да го консултира членството, треба да сватите дека немате синдикат. Значи, најдете си нов синдикат. Оти овој мириса на загорен граф. На салама кој ќе ја заборавиш у фрижидер завиткана у фолија кој ќе ја извадиш после 6 месеци. По зеленета. И сега, еден тип кој е лидер на синдикатот со плата од 70.000 денари им вели на своите подчинети: треба да бидете среќни со 2.500 денари покачување на тие 22.000 плата што ги земавте, нели, што ги земате до сега. До тамо сме стигнати. А да не навлегувам во тоа кој и како успеа да го убеди лидерот на синдикатот да го прекине штрајкот онака ќутенката. И со тоа да им забие нож во грб на учителите. Ама немало пари. Било тешко периодов. Корона. Па Путин направил војна, па го секнал гасот, па инфлација, па цените скокнале до небо. Па за кој мој купувавте лубриканти од 200-300.000 евра ако немате пари да дадете и плати, да дадете и покачување да дадете. За лубриканти има, за овие ЛГБТ, за даскалите во Македонија нема. И тогаш, како јаготка на шлагот, стигна веста дека владата ќе се задолжи, заверували или не, речи си, 1 милиарда евра. Јебо матер своју. Така велеше оној Ѓура од надреалистите. Така Таче Назаев го замислува економскиот раст на Македонија. Ти си поземиш 1 милиарда евра и тогаш економски растеш. Позајмува пари од белосветските бангстери за да може да подели плати во Македонија. Пари кои ќе ги враќаат и нашите внуци и правнуци. Па доста лажете бе, Таче, доста глумите држава. Излезе вратата од шарки. Нема држава. Аш и престанете да плукате по оние кои ви ги образуваат децата. Не паѓајте на пропагандите на СДСМ кои кога беа во опозиција се пењавеа по медиуми во одбрана на учителите кога штрајкуваа во времето на Груевски. Тогаш учителите за СДСМ имаа право на штрајк, а денес немаат право на штрајк. Ете такви лицемерни ѓубриња се на власт. Учителите заслужуваат да имаат големи плати. Зборувате дека не ги бидува, ширите таква пропаганда меѓу народот. Дека се партиски вработени сите, дека ова, дека она, дека не се способни. Дали ги вработил СДСМ или ВМРО или ДУИ, сега не е важно. Важно е дека и меѓу нив има квалитетен кадар кој дава се од себе да ги стави вашите деца на вистински колосек и покрај институционално образовниот холокауст во кој се принудени да работат,
според реформи и програми кои се погром за образованието. Тие луѓе не се за плукање. Зошо не ја плукате Мила? Одамна не сте ја плукале, а? Таа, например, направи пустош во образованието и тие пред неа до душа. Ја заборавивте Мила, ви текна која беше една Мила, нешто баба, нешто од Финска имаше, нешто некои конекции со Финска, со Хелсинки, ви текна една Мила. Тоа е вистинската историја на секоја власт. Да направи да ги заборавиш монструмите што ти ја уништувале иднината со години и тебе и на твоите деца. Јебо матер своју. Вид за Македонија кој вели дека сме број 2 во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат според словото на законот се покорумпирани од него. Оној јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Јакимчо тоа го објасни иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќена Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за ЕУ и за жена му. А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика ќе им вработат жени, швалерки, деца, ќе им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27 април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот Крстомуковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција, чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и при тоа во државата создаде трајни последици со векови. Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на Крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази. Затоа се вика не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој познат да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Ме молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт.
Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса. Но за одземање живот казната е мала, затоа само пуштете си онака од срце, бе. Терајте, бе. Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината и да знаете, ако сте корумпирани, чабе објаснувате и се правдате. Секој што логично размислува знае дека сте криминалци и корумпирани. Логично, нели? Чиста логика. Талат. Море Талат. Гледам многу си потресен од посетата на Украина. Велиш, си онемел пред геноцидот, а? Одлично, бе, Талат. Само да те питам, исто беше онемет кога од твојата УЧК цртаа со ножеви по грбовите на мавровските работници, а? Онеме и тогаш? Дали онеме кога вработени цивили беа кренати во воздух со се хотелот во Челопек? Дали си онемет што македонците иселени во војната 2001 никогаш не се вратија во своите домови? Дали онеме кога од Косово присилно се исилуваа срби и во 80-тите години на минатиот век и во 1999 година, кога завршивте со бомбардирањето на Србија со вашето НАТО? По кои тоа аршини, Талат, едното ти е геноцид, а другото борба за човекови права? И што мајка бараше бе во Украина, а? Па требаше во Донбас и Луганска и русите да одиш ако си фер и ако си вистински борец за човекови права. Оти тие бараа одцепување од Украина како што твојот народ на Косово бараше одцепување од Србија. По некоја логика треба да се чувствуваш со народот кој бара одцепување од некоја матична држава, а не со оние кои сакаат тоа одцепување да го спречат со убивање кое во Донбас и Луганск трае од 2014 година, кое со живот ја платија 14.000 руси, убиени од украинските азовски бригади, полкови. Тоа не е геноцид за тебе? Само Сребреница и Буча ти се геноциди? Или она во тоа селото на Косово Рача, како се викаше, што потоа излезе дека е Фингерај, колку да се започне со бомбардирањето на Србија? Или кога се убиваат руси, или кога се шкрабаат македонци со ножеви по грбови и чела, тоа не е злостор, така? Само она што мене ми одговара да го наречам злостор, тоа е злостор. Многу американски е тоа, бе, Талат. А? До кога, бе, со селективна меморија вие борците за човекови права? Не се чаталете многу. Оти знаете како велат црногорците? Никоме, чоче, nije горјала дозоре. Еден ден свеќата ќе се угаси. Ветерот во грб ќе почне да дува контра, Талат. Земете ве пример од бугарите, најсвеж пример имате. Не ги почнаа да му се чаталат на Путин и што добија? Путин им го секна гасот, а зимата не кае. Ке дојде за некој месец, нели? Бугари фраери, како без газ понатаму, бе, а? Ај сега прдете у цевките за да имате газ. Ако сакате, и ние македонците ќе попрдиме во цевките, нели, како добри соседи и пријатели? Па зашто е оној договор за пријателство ако не за вакви моменти? Кога Путин ќе ви го секне гасот, да прдиме во гасоводот за вие да имате газ. Многу сте јаки, нели, бугари? Имате јака улога во ЕУ. Главен полицаец на ЕУ кој дисциплинира непослушни народи што не ќе да се пишат бугари. Море, бугари, до кога ќе ја правите истата грешка? Секогаш кога летате со паметот дека сте многу јаки, доаѓа лично кармата по вас. Или Путин, што му доđe исто. А пред него па ви дојде Сталин, ако добро се сеќавам. И Путин и Сталин, значи, ви дадоа по една воспитна. А гледам пак ќе одите на баци рака кај русите, како што отидовте кај Сталин кога ги паркираше тенковите на ваша граница во 1944 година. Тогаш цвилевте
Ама немој камарат Сталин. Па сега пак ќе цвилите. Таква ви е кармата, бе, што да ви правам. Кој високо лета, ниско паѓа. И дај сите вие таму, атлантистите, граѓаните, де, треба да сватите една работа, а тоа е многу важна работа за вашата иднина. Не можете со Владе, ниту еден од вас. Владе пред да почне да тепа се пресметал. Секој ваш потек. Затоа Владе ви игра симултанка. Вие сите, он сам. Ко Боби Фишер да игра шах со карамфили. Ве растура колего коцки. Ве убива во поим. И требаше некој да ви покаже кај ви е местото. Распрдени едни. Вие ли ќе го контролирате светот со вашите пореметени вредности и левичарски либерални идеологии? Нече мочи ове ночи. А до душа ни следната ноќ нема да може, а ни таа после неа нема да може. А допрва има да ви падне и мрак на очи. Владе! I love you! Je t'aime! Ja te bja ljublju! Абе, многу јако ги прцаш!